Почитувана македонска јавност, продолжува демографската катастрофа на владата на СДСМ и ДУИ. Македонија се празни и Македонија исчезнува. Бројките се никогаш полоши. Ако ги споредиме третиот квартал 2016 година со третиот квартал 2023 година, доаѓаме до заклучок дека падот на новородени деца е 30%. Падот од 2016 трети квартал е од 6300 родени бебиња на 4400 родени бебиња. Тоа е фрапантен пад од 92 школски паралелки само во период од 9 месеци. Тоа е ужасна бројка која што значи празни училишта, празни улици, празни градови, празни села, празна Македонија. Тоа значи дека државата ни останува без народ. Само во септември оваа година, 2023, паднате бројот на новородени деца во однос на септември минатата 2022 година за 13%. Минатата 2022 година беше најлошата демографска година во историјата на Македонија. Никогаш помалце бебиња, никогаш помалце луѓе. Сега на таа најлоша 2022 година, само во септември, имаме пад од 13%. Значи од 1620 на 1400 родени бебиња. Тоа значи дека само во еден месец сме изгубиле 11 паралелки. Ова се фрапантни бројки. Ова се бројки што ги засегаат сите региони, сите градови, сите општини во Македонија. Ова се бројки кои што кажува дека Македонија нема да има потрошувачи, дека општините нема да имаат луѓе, училиштата нема да имаат ученици, дека градинките нема да имаат деца, дека фирмите и стопанството нема да имаат потрошувачи. Тоа значи дека со овие катастрофални политики на Тача Ковачевски, на Стево Пендаровски и нивните министри од ДУИ, Македонија буквално ја снемува. Катастрофални бројки, катастрофални тенденции. Повелете, дали има некое прашање? Доколку немате прашања, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција. Благодарам.